Државата цврсто решила да ги празни джеповите на граѓаните до крај. Новиот камен кој таа ќе го закачи е неочекувано високата друмарина. Цели 320 денари кои од нова година ќе се наплаќа на автопат од Штип Миладиновци. Очекувано, расположението поради ова не е добро. Па скапи се, како не се? Скапи се, глобала се скапи. Значи ти секојдневно патувам за Скопје на работа, секојдневно одат по 200 денари. Па малкучко се скапи за наши услови. Ние немаме само патарини, имаме и други трошкови, нели? Од тоа живееме ние. Према нашите услови е скапо. Прескапи се за нашите услови со 12.000 денари е прескап. Високата друмарина на овој автопат го актуализира прашањето и за цената на користење на другите автопатни делници во државата. Нова таква давачка за само неколку дена, граѓаните ќе имаат на автопатот Демиркапија Гевгелија, каде ќе се плаќаат по цели 100 денари. Овие високи цени на друмарината Македонија ја ставаат меѓу првите 3 најскапи држави со друмарина. Така, кај нас за секој изминат километар автопат треба да се платат по 1,6, во Србија 1,5, Турција 1,4, Словенија 0,7 и Австрија со само 0,5 денари по километар. Зошто кај нас цената е највисока не е тешко да се претпостави, зашто многу нешта македонските граѓани ги плаќаат многу поскапо отколку во побогатите држави. Благодарение на ова, за само 3 месеци, јавното државно предпријатие наплатило 7,7 милиони евра од друмарина, што досега е рекордна наплата. Во однос на истиот период лани, таа е поголема за цели 6,2%. За една година лани од патарина се собрани над 40 милиони, а оваа година се планираат 4 милиони евра повеќе. Токму и поради ова, во Македонија се уште не се практикуваат така наречените винетки за месечна или годишна употреба. Во Бугарија, например, електронската винетка чини 940 денари и со неа сите патишта се користат неограничено. Во Србија, растојанието помеѓу Белград и Смедерево, кое е идентично на она помеѓу Скопје и Гостивар, се наплаќа 200 денари, а во Македонија 280. Овие високи цени драстично ќе ја поскапат услугата на транспортот, но ќе го отежнат и патувањето, зашто, например, ако некој од Гевгелија секојдневно патува до Скопје, за еден месец за друмарина ќе треба да плати дури 6.840 денари. Дополнително, голем проблем овие цени се и за локалното население. Со сегашните 3 друмарини од Штип до Миладиновци, луѓето без пари не ќе можат да отидат ниту до своите ниви, а државата на попуст за нив и не помислува.